Добар ден, криптогеничи. Огромен поздрав до целата заедница ширум светот. Продолжуваме со едукација околу финансиите и како истите функционираат. Јас со задоволство составив едно кратко едукативно видео за историјата на ФЕД, како истата настанува, како функционира и како за крај мистеријата сите сами ќе се ја разрешиме кој всушност владее, односно диригира со истата. И сега јас пред да започнам би сакал да ве потсетам за најбитната работа, доколку ви се допаѓа оваа материја, да стиснете лайк, subscribe на овој канал и да го споделите ова видео на вашите социјални мрежи, со што ќе се овозможи да ни се зголеми заедницата, а колку поголема заедница, толку ни се поголеми шансите и некој друг нов член да се приклучи и да сподели едукативен материјал за сите нас. Мене многу би ми било чест да оставите позитивен или негативен коментар под ова видео или да дополните повеќе информации за да може да дојдеме до поквалитетна информираност. Федералната резерва или камен темелникот на американската економија повеќе од еден век ја надгледувала економијата во САД, но резултатите и евиденцијата била далеку од совршена, што е уште полошо, има толку уникатна и нејасна структура што на луѓето им е многу тешко да ја разберат. Поради што не е изненадувачки што федералните резерви биле предмет на различни теории на заговор, од тоа дека биле во сопственост на Ротшилд и дека биле поседувани од овие рептил луѓе. Денеска ќе објасниме како е создадена, како функционира и кој навистина ја поседува куполата на американските финансии, односно ФЕД. Кон крајот на 19-тиот век, многу немири се случувале во Америка. Имало и граѓанска војна, но и покрај мирот кој следувал, Америка била зафатена од длабоки и чести економски депресии. Но причината за ова е многу едноставна, а тоа што им недостига советен финансиски систем и своја централна банка, за да ги спасува кога работите им се влошуваат. Но во тоа време да се има централна банка не било новост. Всушност Холандија била прва која во 1609 година создала централна банка и од мочуриште станува економска империја. Рей Далио има видео на YouTube за пораст и пад на одредена економска сила. Таму малку подетално е објаснет овој процес, па може да го погледнете и тоа видео. По нивниот пример, и Англија ја создава својата централна банка во 1694 која нормално станува столбот на британската империја. Но токму оваа поврзаност со британците ги натерава основачите да не го користат истиот модел и во САД. Они имале два обида за воспоставување на централна банка и покрај тоа што народот всушност не сакал, Александар Хамилтон првиот обид го направил во 1791 година, но два наврати системот траел под 20 години и многу малку успеало да се стабилизира ситуацијата. Всушност, напротив, создало многу полоша ситуација. Толку лоша што и една банка што пропаднала се случила национална паника и луѓето биле уверени дека никој не може да ја спаси банката кога таа пропаѓа. Почнуваат нормално да се шират гласини за неликвидност и секој си го повлекува целиот капитал да не дојде до банкрот. Бенкрани се случувале, а следувале и многу болни и долги депресии и многу јасно американските банкари сватиле колку лошо работи нивната индустрија. Па така Пол Варбург, еден од најголемите американски банкари во тоа време, изјавил во 1907 година нивниот банкарски систем е ист како италијанскиот од 15 век или како Вавилон во 2000 година пред нашата ера. Сличен проблем они имаат и со нивниот правен систем. И само по неколку месеци од оваа изјава, земјата претрпува финансиска паника во 1907 година и било особено тешко, бидејќи во 1906 им се случува разорен земјотрес во Сан Франциско и 80% градот бил уништен. Со напорите за реконструкција во тек, капиталот бил многу тенок и бидејќи сите пари тогаш биле во хартиена форма, било многу потешко да се пренаменат низ целата земја. И сега оваа ситуација пробал да искористи еден банкар и се обидел да го злоупотреби тоа, манипулирајќи со цената на акциите на компанија за бакар Юнајтед на Волл Стрит. Тој се надевал дека неговите акции експоненцијално ќе растат во вредност, но наместо тоа тие паднале и ја повлекле целата берза со себе. Тој банкар всушност бил вклучен во 10 различни банки низ источниот брег и една по друга овие банки пропаѓале.
бидејќи луѓето претпоставувале дека се несолвентни. Несолвентни всушност значи финансиска состојба во која едно лице или субјект не е во можност да ги плати своите сметки или други обврски и си ги повлекле сите свои пари. Набрго, дури банките што немале никаква врска со тој човек пропаднале. Па така страшните банки на Америка се свртеле кој единствениот човек кој има моќ да ги спаси, а тоа е JP Morgan. Истиот тој кога пробуваше пролетта кога се случуваа бенкрани да ги спасува големите банки, како First Republic, имаше гласини за Silicon Valley. Сега, во тоа време, Џон Морган си бил крал на Wall Street и дури ден денес банката што создава е најголемата во Америка, JP Morgan Bank. Но тој всушност не бил најбогатиот. Таа титула му припаѓала на Џон Рокфелер. Но Морган бил човекот кон кој сите се обраќале кога се влошуваат работите во банкарскиот свет. Во октомври 1907 година Морган ја повикува банкарската елита во тоа време во неговата канцеларија на Wall Street 23 и ден денеска седиштето е на истата таа адреса. И со колективниот капитал на големите банки на Америка, Морган организира спасување на здравите банки кои сепак биле блиску до банкрот поради тие ирационални стравови. Интересно и сега, практично истото се случи и еден век подоцна во 2008 година, кога владата ги спасила банките, но овој пат тоа се случуваше целосно благодарение на приватни лица како Морган. Кога паниката била контролирана, сите станувале свесни дека Централната банка е неопходна и Конгресот одма го прифатил законот за создавање. Сепак тоа било практично единствената ствар за која сите се согласиле. А вистинските детали за тоа како би функционирала нормално создало жестоки дебати кога запреле својот напредок. Сега, земјоделството, на пример во југот на USA, се плашеле дека моќта на Централната банка ќе им даде премногу моќ на Вашингтон и Wall Street над нив. И дали биле во право или не, гледаме до ден денес. Исто така, банкарите сакале да осигураат дека Централната банка нема да биде манипулирана од политички интереси и сакале да биде што е можно понезависна од Вашингтон. Огромниот број на конкурирачки страни го направило создавањето на Централната банка многу потешко и преговорите во вистинска реализација потраеле и повеќе од 5 години. Она што интересно пак е дека овие преговори не се одвиваат на Capitol Hill, тие се одржале дури 100.000 километри од Вашингтон, на островот Джекил во Џорџија. Тој ресорт е дом на ексклузивен клуб од повеќе од 100 најбогати луѓе во тоа време, вклучувајќи го и Џон Морган. Се разбира, само неколку избрани би помогнале во изградувањето на вистинскиот план за Централната банка и ќе успеат дури во 1913 година. И овој ново создаден федерален резервен систем вистински било чудо на компромис. За да се задоволат сите различни интереси на САД, ФЕД станува Централна банка каква никогаш не била видена во светот. Прво тоа дека дури не била една банка, туку мрежа од 12 регионални банки, секоја управувана од локални банкари и бизнисмени. Некои од овие банки биле на атрактивни места, како Њујорк и Чикаго, но многу од останатите локации зависеле од политиката. И така, магичната муриканска политика, например, сенаторот на Мизури, бил потребен и важен глас за прифаќање на законодавството, и затоа денеска Мизури е единствената држава со 2 централни банки на своја територија. Но за да се задоволи демократијата на Вашингтон, овие 12 регионални банки ќе имаат единствено раководно тело составено од 7 лица, назначени од претседателот и потврдени од Сенатот. Но при тоа да се ограничи моќта на претседателот, тој може да назначи само еден гувернер на секои 2 години со мандат 14 години. Но вистинската уникатност на структурата на ФЕД за која заслужен Џон Морган е тоа што секоја регионална банка е вистински приватна корпорација која има своји акции. Сега, како се ова функционира? Секоја банка која е национално регистрирана во Америка е законски задолжена да го задржи 6% од својот капитал во својата регионална резервна банка. Во замена, таа приватна банка добива еквивалентен број акции во регионалната резервна банка. Но
Овие акции се сосема различни од акциите на јавните компании. Нивната цена е фиксна на $100 по акција и не можат да се продаваат или тргуваат. Тие имаат право на глас на околу 2/3 од управниот одбор за таа регионална резервна банка, но како што мислам логично, всушност МОКТА е во одборот на гувернери што е назначен од претседателот. Меѓутоа, оно што го имаат овие акции е фиксна дивиденда од 6% годишно. И што треба да се забележи е дека оваа дивиденда не им дава право на Фед да го споделуваат профитот со банките, односно се што Фед заработува на таа исплата од 6% оди директно во трезорот кај Дженет Јелен, која е секретарка на the Department of the Treasury. Во нашата економија ова би било оддел за буџет при Министерство на финансии. Истата таа Дженет Јелен беше Фед chairman од 2014 до 2018 година пред Джером Павел да го добие мандатот. Сега, најбитно што треба да знаеме дека Фед е екстремно профитабилен. Затоа се дрзнува да им заповеда на огромните бизнисмени јавно да го изјавуваат цитатот "Don't fight the Fed". Немој да си помислил ако си во американскиот бизнис да се спротиставиш на Фед. Во 2017 година они пратиле $80 милиарди во the Department of the Treasury, додека исплати за банките што ги чуваат незините акции биле само $14 милиарди. Значи, кои се акционерите на федералните резерви? Па во основа секоја голема банка во Америка. Целосната листа има дури 150 страници и практично сите имиња на познати банки се на неа. Но тука лежи тајната. Повеќето од големите американски банки се јавни корпорации. Со други зборови, ако сакате да имате корист и да заработите пари од уникатната структура на федералните резерви, можете да го направите тоа со купување акции во американските банки, бидејќи сопственоста во Фед зависи од капиталот. Што поголема банка, толку повеќе има сопственост. Затоа најпаметно би било да се тргне од врвот на листата. Драги мои, се надевам сега разбравте како пијавицата на американската и светската економија профитира со систем кој е неприкосновен за стварање профит, креиран од најголемите банкари. Затоа е створен овој револуциониран и неманипулативен блокчейн на биткоин. Еве најдобрата мисла кажана од Сатоши Накомото, а истата гласи: ако не верувате или не разбирате, јас немам време да пробувам да ве убедувам, се извинувам. Искрено, се надевам дека во секого од вас живе идејата и духот на Сатоши и како за крај, еден ден се надевам дека ќе ја видиме оваа слика во Њујорк на статуата на слободата. Поздрав до вас и се најдобро.